Во срцето на старата скопска чаршија со децении обстојува златарскиот занает. Во продолжение, во новото издание на ние ќе прикажеме многу повеќе и ќе кажеме за овој занает, како обстојува со векови, каква е состојбата на занаетот денеска, но ќе напоменеме многу повеќе и за тоа како се движат денешните цени на самото злато, но и она кое што е најважно, верувам, за сите оние кои што се љубители на златен накид, како да препознаеме вистинско злато за разлика од лажното злато. Во продолжение слушаме многу повеќе за тоа и како започнала приказната со овој занает на мојот денешен гостин Меджи Дутовски, кој што работи од своји 15 години. Драго ни е што дојдовме овде во вашата златара во старата скопска чаршија. Најпрво да слушнеме многу повеќе за вашиот занает кој што го работите од ваши 15 години. Како започна вашата приказна со овој занает? Приказната многу лесно. Ја бев запишан во уметничко кога организира некои мајстори да отварат златарска задруга. И тие отворија 6 месеци бев таму. Еден комшија, вика, познат ми директорот таму, ваму, дојди ваму. Ајде, остаев таму, отидов ме примија одма. И така почна оснивач на Рубин, прва генерација. И од тогаш Рубин до скоро беше, сега има само во трговски, има уште 2 продавници. Отиде тоа, пари вредеше. Се сеќавате на некои стари времења? Живот имаше тогаш, живот. Кој не сакаше да работи, немаше работа. Но тука до Трст идевме за еден фармерки. И се исплаќаше пари од сите страни. Порано, секој сабајле на отварање, се собиравме 5-6 души. Еве како тој дечкото што дојде, колега, 5-6 души идевме на кафе. Чираците седеа тука, чираците доаѓаа порано да чистат пред дуќани, да средат внатре. Се знаеше, сабајле се пиеше кафе, после секој си гледа своја работа. А со работката доаѓа, немам тој артикал ја, одма комшијата ти го дава, или на крај на чашијата бареќи ти го дава. Соработувавме многу. Кажете ми, бидејќи ги спомнавте чираците, дали можеби вие бевте чирак во вашите почетоци? Почеток таму бевме чирак, ти стартуваш од севте за тоа. И што е потребно чиракот да направи за да дојде до тоа да стане мајстор, ете така да кажем? Чиракот ќе гледа како работи мајсторот, ќе му помага, ќе му додаде алати. После тоа он ќе дава да го стружиш ова или да одиш да го чистиш ова, да го направиш, да го дотераш и така натаму, дел по дел и доаѓаш до обликот што треба да го направиш, прстен или обетка или привезок, било што. Има некој определено време колку години треба да се поминат како чирак или пак зависи од самиот талент кој што го поседува? Не, добро, и капацитет, тоа се гледа, меѓутоа закон е 3 години. 3 години, еден ден на работа, еден ден школа учиш за тоа. Средно мора треба да знаеш на колку гради се топи златото, среброто, бакарото, тие ти треба. Смеса со тоа правиш од 24 на 14, мора да додадеш. Кажете ми, во времето кога бевте чирак, дали занаетот го научивте од некој во вашето семејство или пак? Не, прв ја бев од мојот. И изгледа последен, еве синот неќе да го наследи. Значи, го знаем, а не е тоа, ама више умреа чираци, затоа и тоа, тој се чудеше од Белград, вика, српска телевизија, вика, ти видов, зборуваш за чираци, сега не се зборува чираци нигдека. Според вас, што е она што ги спречува младите да го работат овој занает во денешно време, но не само златарството, туку генерално и останатите занаети кои што обстојуваат во старата скопска чаршија? Младите и да ги земаш сега не може да земат занает. 90% луѓето тргуваат, а не да произведуваат. Да земеме во чашија да има 10 мајстори, другите се трговци. Или ќе дадат од мајстор, он ќе ти ги направи, он ќе ти преподава. Или од надвор ќе се купи нормално и ќе се продава. Тоа е. Никој не учи сега занает. И добро, младите и
Почнале сите по факултети, 90% надвор после бегај. Сите сакаат образование да се академски, да. Што е оно кое што треба да го поседува еден златар според вас за да се процени како добар мајстор? Прво треба памет да има, да мисли тоа што ќе го прави, да го прави асално, не да остави нешто дефектно или да го маскира, да го покрие. Не. Треба да работиш за да стекнеш поверење и за квалитет на златото и за изработката. Тие се тие работи што не само во нашиот занает, иди и кај бербер, ако те шиша лошо еднаш, више не му идеш. Дали можеби се сеќавате на првото парче накид кое што го изработивте? Првото парче што го работев, мислам у Рубин работев, него после ја отидов купив алати и дома вежбав и дома и прво што сум правил, дојде на жена ми од брат жена на гости. А тие си седат, пијат чај, а јас си работам и му направив еден брош. И му го поклонив, тој е пот. И ви остана во сеќавање, верувам дека вие едно од подрагите видови на накид кои што сте ги изработили. Умре, сега ќерка му го носи тоа. Да. Од колено на колено сум му рекол, ако решите да го продаете или да го надите, мене ќе ми го дадете. Да. Како граѓаните можат да препознаат дали златото е лажно или пак вистинско? Ја ќе ти кажам како најсигурно што и нема да промашиш, ќе прашаш златар. Тој што ти го нуди, дојди со мене, ќе влезеш, ќе прашаш. Ако ти рече златарот дека е злато, значи не можеме ние самите. Никако. Што вика, не е злато се што си ја. Кажете ми, кои се најчестите грешки кои што ги прават муштериите, купувачите, што ви кажувале? Мислеле дека би можеле да проценат дека станува збор за вистинско злато? Еве, најдобар пример. Еве. Кој може да рече дека не е злато? Мене ми изгледа дека е злато. Па не тебе. Да. И тој што го купил се излажен. Значи ова не е? Не е злато. И затоа го чувам. Дал 700 евра за ништо. Што материјал е ова? Внатре е железо, позлатено. Како вие златарите го проценувате тоа? 70-80% вака од вид. Ама имаме и техника со апарати, имаш и немаш тој апарат, имаш киселина, со киселина ќе го провериш. Може ли да го покажеме тоа? Ова е од ова. Да. Сега ќе земе едно златно, да направиме од злато. Сега вистинско злато. Вистинско. До ова, ова беше, ова до ова. И помеко е, и побрзо се онади, и сега ќе видиш како ќе се онади. Со киселината? Тоа што е злато ќе остане. Исто како што е, што не е злато ќе се избриши. Еве вака. Ова останува, ова што беше тука е отиде. Да, исчезнува. Прво, второ, сега, ова е не најсигурно, него стално со ова. Тоа нема промашај. Сега имаш и апарат. Да, и апаратот кој што го напоменавте. Леве го тука. Сигурно е со апаратот? Посигурна опција со апаратот? Ама види, апарат си апарат, може да му биде слаба батерија или нешто. И да се покаже ќе грешен покаже резултат. Грешка. Сега ќе ти го покажам и тоа. Еве го апаратот. Овој покажува и каратажа, и брилјанти, и полудраги камења, и не камења. Се. Може да... Еве, ќе земам еден од овие, што ги има сите врсти.
Кога ќе зуи, знаеш дека е злато. Ако не зуи, не е злато. Сега и за брилјант. Уште повише. Појак се. Овој полудрак. Еве, овој го купил некој на улица, беше жолт како овие. Овој не е злато, нема. Тие позлатите што Да, останале на одредено место не титка, кај што нема таа боја. Да, не се избришало. Кажете ми, освен нели самото тоа што муштериите некогаш и вака прават грешки од незнаење, не помислеле можеби да прашаат соодветно лице кое што ќе им помогне, колку често пак влагаат во самите златари муштери, освен да купуваат, прашуваат нешто, се интересираат за самото Ја злато? ти реков, кој што непоштен, паметен е, не купува на улица, него треба да дојде да прашува. На секого тоа му го велам. Он го купил ова, па дојде вака, беше жуто како овие. И ја му викам, човече, не е злато. Како бе? И го фрли тука. Викам, помени по некој ден ќе го видиш, тука е. Ама не дојде више, самиот од себе поцрна. Па што не е злато? Доаѓаат често муштери да се интересираат, Има многу. а да купуваат? Купувачи моментално нема. Нема, стана 3 години. Од короната навака. Колку денес цената на златото влијае на вашиот бизнес? Поевтино да е златото, ние работна рука не земаме многу, за да може да купува. Вака работната рука, ја ќе му земам да речеме 500 денари за да направам едно такво, а златото кошта 500 евра. Не е тоа. Кој ќе биде и златото да биде 200 евра да кошта, секој ќе го купи, ама 500 не може да биде. Како се движи денес цената на самото злато? Изработеното е 115 до 120 евра. Дали е ова најголемата цена на златото која ја паметите во вашиот работен век? Не само ја паметат и нашите деца дека никогаш нема да биде ова цена. Ова е претерано. Мислите дека ќе опстои? Види, ја по мое планирам, после ако се смири, да се смират на време овие работи. Не, ако трае тоа, што повише трае, подлабоко иде кризата, него би требало да паѓа, ама нема више многу да паѓа, ќе дојде да речеме од 150, 120 на 80-90. И тоа е многу и премногу е за наш стандард. Значи со вакви цени тешко е да се опстои како злато. Минималец плата е тука за 2 грама злато. А што ќе јаде од цел месец? Има струја, има вода, има други работи дома. А јадењето? Не стасува за јадење. А ова делува и во јадење во се, овие војните што направија. Се е покачено. Таму почна јајцата бе 300 денари, сега се 380. За еден ден два. Верувам дека во однос на инфлацијата и другите ваши колеги од чаршијата се согласуваат, златари. Нема, секој се согласи. Дали денес луѓето купуваат повеќе злато како накит или пак како инвестиција? Луѓето трчат кога се качува, вика дај да инвестирам во злато. Па сега што ќе инвестираш во злато? Ја очекувам дека ќе паѓа. Ќе паѓа, да се смират ситуациите, мора да падне цената. Не може да екзистира не само златарите, индустријата не може, и многу се троши во индустрија. Кој накит е најбаран од оние кои што доаѓаат да купат?
Па види сега, пошто порано, многу убаво, вчера беше 8 март. Порано ја за 8 март, пред короната, кажува, имав најмалку 50 порачки. Пријатели што ми се, за тој ден да ми спремиш ова, он ќе носи на 2-3, така. Але 5 години, 6 години, ни една порачка нема више. Што сметате дека треба да се промени во однос на сите овие цени, цела инфлација која што ја напоменавме и самата состојба на денешните занаети за да опстанат истите? Види, по моје, само ја ќе зборам за Скопје, не цела Македонија, едно 50, 60, 70% златари ќе затворат. Оти не може да издржи. Ќе биде среброто е ефтино. Не е ефтино, ама не е тоа. Како пак се движат цените во однос на самото сребро? Од 15 до 20 евра од грам, зависи од изработката. Оти тоа 90% е рачна изработка. И тие ќе обстанат, ама златарите, бога ми, тешко, веćina ќе затворат. Ви благодарам многу што не пречекавте овде во вашата златара во старата Скопска чаршија. Навистина ми беше драго што имавме можност да слушнеме вашата приказна, па да се надеваме дека ќе дојдеме повторно и ќе зборуваме за многу поубави работи. Благодарам и на вас.